Благодарам, председателя. Почитувани гости, почитувани колеги, многу често не се согласуваме со колешката Стојановска во своите ставови. Јас ќе се задржам на оно што се согласуваме денеска и покрај тоа што многу од работите кои што ги спомна апсолутно спрема мене се преувеличени, политиканство и слично, меѓутоа не сакам да верувам, не верувам дека клиниката за онкологија дувло на криминалот. Не сакам да верувам. Исто како што не сакам да верувам дека се случувало да на пациенти да им се става физиолошки остров, што се шпекулира во јавност. За мене тоа е патологија. Ако во овој момент на клиниката за онкологија се лекуваат фиктивно 100 пациенти, мислите дека во дувлото на криминалот сите тие им се животите во ризик? Сигурен сум дека не се. Реков, не сакам да верувам, не знам, меѓутоа се надевам искрено дека се работи за изолирана група на луѓе кои што ја злоупотребувале својата функција или положба во која што се наоѓаат. Дека сите пациенти на онкологија се во критична состојба во моментов, дека сите доктори или медицински лица таму се во истата состојба, затоа што тоа е дувло, нели? Јас така го подразбирам дувло. Тогаш тоа не е во ред. Здравствен работник сте и една клиника да ја ставаме во името на дувло, значи највисока институција од областа на онкологија со научни работници, навистина овој жаргон не се согласува. Реков ќе зборувам за оно што се согласува, мада овој збор ми беше многу симптоматичен. Рековте немојте да ставате на својата вина, не ставаме воопшто на своја вина. Ние како позиција кажуваме и ќе кажуваме дека бараме јавно од сите надлежни институции. Тука обвинителот, пред 2 дена беше министрот за внатрешни работи. Дадовте вие поддршка, така, на надлежни институции, даваме јавна поддршка и бараме да се открие дали, кој и кога правел злоупотреба. Значи сме одвоиле средства во овој буџет за оваа година 1,5 милијарда денари. Не за некој да си ги стави во джеп, за да се лекуваат тие пациенти. И секој што си дозволил да ги злоупотреби тие пари да биде обелоденет и да одговара пред органите на државата. Уште еднаш ќе повторам, тука обвинителот бараме до крај во рамките на законот без влијание од нас. Не ви се мешаме во работата, вие сте посебна институција, посебна власт. Најбрзо што е можно да се обелоденат тие што се криви за поигрување со животите за луѓето. Кога сме гласали ние за тие пари, сме гласали да се лекуваат болните, не сме гласали некој си ги стави во джеп. Давам поддршка и сочувство првен до вас за сите изгубениот родител, меѓутоа и за сите пациенти што се починати на онкологија. За жал тоа се болести за кои што лек нема. Се уште. Биолошката терапија, посебно во терминалните стадиуми, не е така. Значи, која ви е вас вадема во ако нема лек, не треба да се лечи. Кои се вие глупости? Нема лек за одредени стадиуми кои што се наоѓаат пациентите. Меѓутоа, биолошката терапија е единствената која што влие само на малигните ткива и која што е во моментално во најдобрата терапија за да се влие директно на малигното ткиво. Како може нешто да не се лечи? Не требало да се лечи. Спинови ќе правиме, политички споени ќе собираме. Страмото е, колешке, да помислуваме дека некого не треба да му се даде терапија. Од свој джеб сме купувале лекови. И јас сум работел во јавно здравство. Од свој джеб ќе купиш леп за да му даеш на пациентот. Тоа е медицина, тоа е грижа за пациент. Да, тоа е грижата. Па за тоа барам одговорност. За тоа барам одговорност пред сите.
а не да ни прифрлувате кој бил одговорен, како бил се купуеле фондации и правеле. Ќе правиме политика од проблемов. Легално е да правите политика и тоа е легално, опозиција сте. Меѓутоа, треба да се ставиме над состојбата. Треба сите заедно да кажеме, дечки, доста е. Не само за тие што злоупотребиле, и за во иднина. Да знаат дека во оваа држава парите што се наменети за пациенти ќе се купуваат за лекови, а нема да се стават во ничи джеп. Ако се случувало од 2019, ако е отворен случај и за пред тоа, значи се случувало и подолго. Без разлика, се согласувам тука, не ме интересира. Ич не ме интересира и мене. Меѓутоа, луѓето кои што биле наштетени, треба да ни бидат пример дека во иднина никој не сме да се дозволи такво нешто. И тука политика нема. Мене не ме интересира пациентите, докторите, дали се една, друга, трета или пета партија. Која националност е, која вероисповест е. Ич не ме интересира. Меѓутоа ме интересира парите кои што сум гласал да бидат дадени на луѓето, кои што се болни. И за тоа реагирам. Благодарам.